Иницирани од слабата соработка меѓу младите и институциите, вчера организиравте трибина во Теарце, општина каде што живеат повеќе етнички заедници. Зашто станува збор? Младински образовен форум во рамките на проектот на Услови за граѓанско општество, вчера во општина Теарце организираше целодневен настан. Во првиот дел од настанот имаше трибина, каде што представниците од Младински образовен форум, представниците од општината и граѓаните од Теарце, пред се младите лица, дискутираа за проблемите кои што директно ги засегаат во општината. Пред се акцент се стави на иницирањето на иницијативи од страна на младите во руралните средини, нивната положба, локалните проблеми. Исто така се отворија и прашања за локалното одлучување, колку младите се вклучени во тој процес. Во вториот дел од настанот, младите лица од општина Теарце на предлога во рамките на работилницата, практична работилница која што ја држаш искусен предавач, своите проблеми и идеи ги преточија во предлог иницијативи во областа на екологијата, невработеноста, меѓуетничките односи и со натамошна доработка на тие иницијативи ќе ги поднесеме до општина Теарце со желба за натамошна реализација на истите. До какви сознанија дојдовте за време на дискусијата? Кои проблеми ги засегаат младите? Така, најпрво морам да кажам дека младите од руралните средини се незаинтересирани за своите проблеми, за решавањето на своите проблеми. Многу мал дел од младите од таа општина присуствуваа на трибината. Исто така дојдовме до очекувано сознание дека невработеноста е едно од главните проблеми на младите кои што ги засегаат. Исто така од важните проблеми се и соработката со општината. Младите не се заинтересирани за соработка со општината, со локалната самоуправа, никогаш не присуствувале на седница на советот, ниту пак ги користеле некои правни механизми кои што им овозможуваат, како например користење на законот за слободен пристап до информација од јавен карактер, директна посета во општината, канцеларија за контакт со граѓаните. Ова беше заедничкиот заклучок со представниците од општината и од заедничката дискусија која што произлезе од целокупниот настан. Инаку овој настан се спроведува во рамките на проектот на Услови на граѓанско општество. Оваа година во текот на месец мај и јуни се организира обуки за млади лица во рамките на школата за активно граѓанство во 12 градови во Република Македонија. На 300 млади лица се обучија и подоцна имаа можност да креираат предлог концепти за локални настани, кои што врз основа на своите проблеми може да ги реализираат во локалните заедници.